Откако бугарите останаа на цедило, сепак македонските власти решија да одат со главата во зид и да го туркаат проектот за изградба на фабриката за електрични автомобили. Една година пред да дојдат во Македонија, компанијата Eagle потпиша договор во Бугарија за изградба на иста фабрика и таму. Но иако кај соседите немаше никаков траг од градење, власта на СДСМ и ДУИ и кај нас удри лопата и потпиша договор за да ја дадеме државна помош на германската компанија, која 2 години подоцна прогласи банкрот. Информациите, како и во Македонија и во Бугарија, се оскудни, како што пренесуваат бугарските медиуми. Иако договорот бил потпишан уште во 2021, не помалку помпезно отколку во Македонија, а рокот за изградба бил крајот на 2023. На локацијата предвидена за фабриката изградена е фотоволтаична централа. Бугарските власти тврдеа пред граѓаните дека изградбата е во тек, а централата ќе произведувала струја за потребите на компанијата. Она што се знае дека и таму беше одобрена државна помош, а освен оние возила кои за промоција биле донесени во Софија, до ден денес електричен автомобил не е произведен во Бугарија. Нејасно и зошто толку се форсираше проектот со фирма која според новинарските записи во Бугарија уште во 2020 поднела барање за стечај, исто поради неповолно пазарно обкружување. Договорот со Eagle никогаш не беше презентиран во јавност, а се уште е нејасно што се случи со одобрената државна помош од 42,5 милиони евра народни пари. Од ТИРС тврдат дека ниту еден денар не е исплатен, но ВМРО ДПМН се сомнева во ова тврдење. Тие бараат истрага, одговорност и отчетност. СДС не можат фабрика за пластични детски автомобили да донесат, а не пак за електрични. Се покажа колку се кадарни. Лагата за фабриката за електрични возила во Тетово испука како пренапумпан балон. Ниту фабрика има, ниту автомобили. Само потрошени народни пари за промоција за некаков инвеститор. Од фабриката за автомобили покрај најавите. Бината и лопатите останаа и ветената државна помош која власта во неколку наврати ја ветува, а за која ако исплатена, ќе следи одговорност. Големата помпезност за најава на изградба на фабриката и подпишување на договорот за државна помош со народни пари беше организирана на годишнината на рамковниот договор на 13 август 2022 година, каде присуствуваше цела влада. Од тогаш на локацијата стоја само метални шипки кои го символизираа камен темелникот. Неколку месеци подоцна од оваа манифестација, од ТИРС се правда дека се групираат парцелите и се чека на одобрение за градба на државно земјиште.